Добар ден и добро дојдовте назад во Фаза. Тука сме денес со еден представник од ЕВН кој ќе ни даде мал поглед во како работи соработката помеѓу нашето училиште и неговата фирма. Добар ден, Горан Делов. Како сте? Благодарам на поканата. Може ли ми кажете каква е моменталната соработка помеѓу електродистрибуцијата и Михајло Пупин? Може одма да почнам, значи моменталната состојба, ама не би рекол моментална состојба затоа што се работи за долгорочна соработка помеѓу училиштето Михајло Пупин и компанијата е многу добра. Значи и уште повторам долгорочно. А тоа резултира со стварно добра соработка низ минатите години, па и можам да кажам и ова година. Што е долгорочно? Од кога трае соработката помеѓу ЕВН и Михајло Пупин? Нашата соработка помеѓу училиштето и компанијата е почната 2010 година. Се интензивира во делот 2017 година, а веќе 2019 година со изведба од наша страна на полигон и училна, значи настапуваме комплетно со сите можни елементи поставени во вашето училиште, каде што се створени услови за изведување на комплетна практична обука во делот на електроенергетика. Овде можам слободно да кажам, значи што се спаѓа во таа опрема која е од нас овде донирана, значи се работи за нисконапонска мрежа која е изведена во делот на дворот на училиштето, која содржи нисконапонски дел со изолирани, со неизолирани проводници и комплетно опрема од дел на нисконапонска мрежа. Во делот среднонапонска мрежа, значи исто поставени се комплетно сите елементи за комплетно да се согледа процесот на работа на таа нисконапонска, среднонапонска мрежа која учениците би требало да ја знаат. Во делот на во делот на училната, значи направена исто добра донација каде што се опфатени поголем дел од капелски водови, значи разводни ормари. Овде не е избегнат ни делот што е најважен, што сметам јас дел од опрема за безбедност и заштита при работа, каде што се створени услови за комплетно изведување практична обука во училиште. А дали учениците имаат можност на посета на терен, на обуки, на пракса во вашата компанија? Секако. Низ нашето работење и соработка овде се створија услови за учениците од училиштето Михајло Пупин да посетуваат комплетна практична обука во самата компанија. Би кажал нешто за тој процес како се задвижува. Значи, уште од самото настапување во училиштето од прва година, значи нашата компанија прави еден избор каде што ќе праша кои ученици од прва година би сакале да посетуваат практична работа во компанијата. Така. И можам да кажам дека имаме многу добар одзив по тоа што по направениот избор на тие ученици, а потоа ќе збориме за дел зошто кажав избор. Значи избор кажувам за тоа што имаме малку покомплексна работа и сепак овде насочувањето на тие ученици кои доаѓаат во делот на практична работа кај нас е многу важно. Во ред е да тој ја сака делот од работа, да го сака делот од работа во делот од енергетскиот систем, тоа што се разбира, за да има напредок во неговата кариера. Ама да се вратам назад, значи прва година се прави избор и од кога ќе направиме избор. Оние психолошки тестови, тестови на терен, значи ќе видиме дека кандидатот е добар,
и е добар за посета на практична работа кај нас, го насочуваме во една од работните единици во вашиот град, овде во Скопје. Значи, тие се 3 работни единици, каде што работата ја преземаат менторите. Значи, имаме менторски процес, менторски систем, кој понатаму продолжува. И самите ученици, значи, се едуцираат на терен. На теренот се работи што? Значи, повеќе изготвена програма помеѓу нас, како компанија и вашето училиште, значи, настапуваме на терен. И како би одела таа програма, можам накратко да кажам, се работи за 4 годишна програма, каде што нашите ментори ја следат, а исто и вашите ментори од училиштето, затоа што тоа е веќе програма која е заеднички изготвена и тоа е интерна програма помеѓу училиштето и нас. Така. И сега останува, значи прва година опфатени се во ова програма делот од безбедност, што е најважен сегмент во делот од работењето во една компанија и не само во компанијата, туку и во делот во училиштето. Без таа безбедност, значи ништо од сета работа. Така. Значи безбедност и дел од материјали. Тоа истото го содржи и вашата програма од прва година. Значи, а нашите ментори се насочуваат во делот од баш на тие теми во прва година. Втора година веќе ќе се насочат во делот на работа со инструменти, дел од посета, како што спомна за посета, на посета на објекти во делот од компанијата, кои стварно ги има многу. Значи, овде можам да насочам некои, тоа се трафостаници, тоа се значи елементи од обновлива енергија, значи каде што го имаме и тоа, хидроцентрали, значи ги поседуваме сите можни показни работи со кои би се едуцирал еден ученик во делот на електроенергетика. Овде нема да оставам и повторно секогаш се повторува делот од безбедност. Така. Веќе во трета година се случуваат малку покомплексни работи, веќе самиот ученик ќе почне да на некој начин во контролирани услови, заедно со самиот ментор, сите овие работни задачи кои ќе ги работи практикантот, да кажеме практикантот, ќе се случуваат по контролирани услови. Што значи контролирани услови? Значи секогаш под надзор на ментор, значи секогаш облечен како што треба, значи комплетна лична заштитна опрема и настапува на терен. Веќе му се дозволуваат дел од работите да тој самостално ги изведува, значи монтажи, демонтажи на мерни уреди, работа во разводни ормари, работа на кабелска техника, значи сите тие работи му се дозволени и можам да кажам не секаде може да ги сретне. И четврта година веќе се случува малку поголем дел каде што треба да се насочи самиот практикант во делот на тој дел, значи комплетно насочување во делот и водење на евиденција што работи, како работи, значи веќе и можам да кажам дека низ цел овој период ние практикантот го следиме. Го следиме преку тој менторски процес, ги следиме неговите резултати. Со тоа што вашите ментори, што и вие имате ментори, така нели, го следат преку самите известувања што работел таму, како работел и сето тоа ќе се префрли во делот од училиштето. Така ќе видиме дали еден од учениците и практикантите, значи, успешно ја завршува таа практична работа. Четврта година, да се вратам назад, значи четврта година веќе настапуваат малку покомплексни работи, значи овде ќе навлезат веќе учениците во делот од дигитализација, каде што нашата компанија е веќе длабоко навлезена во таа работа, значи ќе почнат да се занимаваат во таа една група еден, каде што се насочени проект менаџерите и работат на проекти, значи целта е да комплетно од прва до четврта година учениците го видат цел процес на работа во компанијата. Процес на една баш голема компанија како изгледа. И четврта година значи ќе навлезат во дел да видат како се проектира,
значи како функционираат тие DSM системи, како работи таа SCADA систем, значи сите тие елементи како се контролира цела енергија во нашата република. Значи едноставно да навлезат како баш вистински енергетичари, така? Така, да. Како може училиштето да подобро ги припреми учениците за работа? На крај би кажал за ова прашање дека цел овој процес што го збориме овде во делот на менторското следење и процес кој е контролиран од училиштето и компанијата, во овој случај дистрибуција, каде што се менторите, е контролиран од делот на академија. Академија која комплетно го следи цел процес, а таа е во склоп на делот од човечки ресурси во компанијата. Што може училиштето да направи за подобро да ги припреми учениците за работа? Значи, за таа подобра подготовка на учениците за реална работна средина, значи, може училиштето веќе има многу направено во тој дел и овде игра важна улога во тој сегмент. Ама секогаш има простор за унапредување. Важно е да се јакне канели на работа и важни се работните навици, дисциплината и одговорност. Тоа е еден од најважниот дел. Тоа би го кажал во врска со прашање. Би останало едноставно да понатаму, може би сега би кажал нешто што веќе вашето училиште знам дека разговарам со вашите професори, значи се работи за стручни лица кои го следат процесот на школување во делот на практична работа, па и теоретска, и на некој начин ги насочуваат учениците уште од почеток на нивното школување во делот на нивните вистински можности. Така и се разбира дека ученик има нешто што го сака. А ако сакаме да постигнеме нешто и да добиеме квалитет во дел од практичен дел, значи ученикот мора да го сака. Мора да го сака, на крај да постигне. Тоа следење е многу важна работа. Еве кратко. Значи, за да еден човек биде успешен ученик во овој случај, ќе направиме овака. Прашаме која насока би одел. Дали е тој заинтересиран во делот од енергетика за обновливи извори, дали е заинтересиран за електрични инсталации, така, или на крај можеби баш го интересира делот од електроенергетските објекти, трафостаници, значи и можеби на крај и дел од работа во една од дистрибуциите во Македонија, така. Значи така би рекол за ова работа. Корен, ви благодарам што бевте наш гостин, ако немате ништо повеќе да кажете. Ви благодарам на поканата. Добре дојдовте назад во Фаза. Денес сме со раководител на група на одржување на мрежи во електродистрибуцијата од ЕВН, Чичко Срѓан Ивановски. Како сте денес? Фала на прашање, добро, супер. Да. После 20 и кусур години назад во училишни клупи. Прекрасно. Има ли некоја разлика? Да. Сменете комплетно изгледот на училиштето, на подобро. Бе пријатно изненаден кога дојдов, кога влегов, се чувствуваше промена уште на самиот влез. Каков ученик сте биле кога сте учеле тука? Дали повеќе сте биле по практиката или по теоријата? Па се трудев да бидам подеднакво добар и во двете. Мислам дека како ученик од технички насоки, на техничка насока мора да направите баланс и да се потрудите да бидете еднакво добар како во теорија, така и во пракса, бидејќи само на тој начин можете да дојдете до она вистинско знаење што треба да го поседувате и да бидете комплетен електротехничар во овој случај. Те сакав теоријата, значи се трудев да ги научам основите на електротехниката, се трудев да научам како нештата функционираат. И сето тоа
на крај сакав да го проверам во лабораториите за практична настава. Чувството тогаш е комплетно кога ќе видите дека она што го работите на час преку шеми на табла, ќе го проверите тоа во лабораторија, на осцилоскоп ќе ги добиете истите резултати. Така да мислам за добар ученик, за да биде комплетен ученик по електротехника во конкретниот случај би требало подеднакво да се посвети внимание како на теоријата, така и на праксата. Кој би бил омилен предмет вас? Повеќе, не еден. Техничките, дефинитивно често уживав во техничките предмети. Од прва година започнавме со основи на електротехниката, ми предаваше професорката Лилјана од Куманово. И тука почнаа оние први сознавања за електротехниката, први закони. Знаеше онака на Кумановски да ни каже кој не га знае ома, да си иде дома. Значи, кој не го знае омовиот закон, нема што да бара веќе во училиштето. Така да подоцна бев ученик на електроника, насока електроника. Ја сакав многу електрониката. Ми предаваше професорката Калина и таму бев главен, значи електрониката посебно ми лежеше и би го издвоил и од теоретските предмети комуникациона техника кај професорката Емилија Џундева. Ги учев со разбирање. И нели на крај сето тоа да го заокружиш, како што реков, да го провериш во лабораторија кај уживав на часовите по практична настава кај професорот Тошев. А дали уште тогаш во средно знаевте вие дека ќе се занимавате со електроенергетиката? Па конкретно со електроенергетиката можеби и не, меѓутоа знаев дека ќе работам во електротехника. Знаев дека ќе работам во електротехника уште од основно. Кога едно светло од кола наместо на 12 го вклучив на 230 волти. И тога се почувствував дека тоа ќе бидам јас, електричар. Учев електроника, како што кажав, меѓутоа се интересирав и за автоматика, и за енергетика. Ја следев генерално електротехниката. Покрај онаа редовна настава на часовите, доста користевме и литература, списанија во тоа време. Сега е многу подостапно на интернет. Тогаш беше малку потешко. Чекавме нови броеви на списанија, разменувавме со соученици Емитер, да го споменеме Емитер и професорот тука што ни предаваше како уредник Слободан Таневски на Емитер. Исто така се сеќавам саемот функционираше. Со нетрпение ги чекавме саемските манифестации, оние што се за техника, Технома, Инфоком, саемот за енергетика, така да ги знаев распоредите у кој дел од годината која саемска манифестација ќе се одржи и бев редовен гостин, ако не и повеќе пати на една саемска манифестација. Можеби во последната година веќе се преориентирав повеќе, се заинтересирав за производството на електрична енергија и последната година беше пресудна дека ќе се насочам кон енергетиката и соодветно на тоа и продолжив понатаму на електротехничка факултет. А каде и како ви започна ваш приказната во Евана? Ова време 2009 година, значи пред 17 години, да. На саем за кариера во холот на Факултетот за електротехника и информатиски технологии. Покрај останатите излагачи беше присутен свој изложбен промотивен штанд имаше и Евана, на кој беа присутни мои колеги, со кои веќе од погорни години, со кои веќе студиравме и имавме заеднички предмети на факултет, така да добро се познававме. Во разговор со нив ми споделија позитивни искуства
и тие беа се уште на почетокот, меѓутоа работеа веќе неколку месеци, години. Веќе имаа осет за атмосферата. Се заинтересирав, аплицирав и влегов во тренинг програмата на ЕВН во трајање од 1 година, со што бев распореден на работно место во Кориснички енергоцентар Кратово. За време на тренинг програмата, како што реков, таа траеше 1 година. Беше предвидено да се ротира низ различни групи во Корисничкиот енергоцентар и работевме со веќе искусни, добро обучени ментори. Мојот потенцијал беше препознаен од претпоставените, така да веќе во 2011 година добив и раководна позиција во група за нови приклучоци во Кориснички енергоцентар Кратово, за да наредната 2012 година ми биде дадена и доверба да во исто време да ја раководам и групата за одржување во истиот Кориснички енергоцентар, да. Од 2019 сум раководител на група за одржување на мрежа во Кориснички енергоцентар Куманово. А што ви представи најголем проблем на почетокот од работата? Прилагодувањето. Во секој случај. Доаѓаш од училишна клупа, од учење, сега сето тоа треба да пробаш да го примениш, да се вклопиш и во реална средина и да го примениш во реални услови. Така да мислам дека знаењето на почеток не беше главен предизвик. Основите ги знаев, теоријата ја познавав. Имав и некои практични вештини во лабораторија. Меѓутоа доаѓаш во нова средина, доаѓаш во нов тим. Треба да се вклопиш во тимот. Треба да те прифатат и да стекнеш некоја почит. Сега веќе лабораторијата е заменета со реален енергетски објект на терен. Од тебе се очекува да решаваш проблеми. А некои проблеми не се учат на факултет. Значи некогаш мора да се снајдеш, да го избереш најдоброто решение, а при тоа секогаш треба да имаш на ум дека работиш во сериозна област, каде што не смееш да дозволиш некоја непоправлива грешка да се случи. Така да мислам дека тука на почетокот чувствував некоја несигурност, меѓутоа нели со текот на време, со пракса се учи. Така да мислам дека успешно го поминав тој период. И сега нели нормално никој од прв ден не очекува од тебе се да знаеш, меѓутоа најдобро е мора да постои желба за учење и за напредок. А што најмногу ве мотивира во работата денес? Одговорност, што ми е доделена, да. Доделена ни е одговорност да се грижиме, прво да раководам со тим и заедно со тимот да се грижиме да функционира еден систем, а при тоа сите луѓе да бидат безбедни и здрави да се вратиме дома. Самата одговорност што ни е дадена, да се грижиме и да обезбедиме нормално напојување со електрична енергија до секое домаќинство, до илјадници домаќинства, стопански објекти, институции, е доволна мотивација. Кои вештини се најважни за младите кои сакаат да се занимаваат во склопот на енергетиката? Како што реков на почеток, значи, ако веќе сакате да се занимавате со енергетика, мора да развиете вештини, комбинација на теоретски и практични вештини. Значи, мора да ги познавате основните закони на електротехниката, да ги познавате мрежите, да ги разликувате поединечните елементи од мрежата, да знаете како тие функционираат, како се управуваат. Од друга страна, во практична смисла мора да стекнете некои практични вештини, работа со инструменти, со уреди за заштита, понатамо да знаете да ги управувате, да пробате да ги управувате дел од тие елементи. Исто така, нели, во енергетиката се користат широк спектар на софтверски алатки. Мора да бидете во чекор, да работите на различни компјутерски вештини. Исто така,
од голема помош ќе биде ако ги познавате основите на автоматиката. Електроенергетиката е област сериозна. Значи не се дозволени импровизации, работиме со опасна материја, работиме со висок напон, така да некои грешки се непоправливи. Значи мора во секој случај да бидете одговорни. Безбедноста е на прво место. Секогаш треба безбедноста да биде на прво место, така да енергетиката бара одговорно како размислување, така и однесување. Исто така, како индивидуалец во енергетиката не можете ништо да направите. Значи, за работа во оваа област потребна е тимска работа, способност за тимска работа и исто така енергетиката, како што гледаме, моментално се наоѓаме во некоја енергетска транзиција каде што имаме силен премин кон обновливи извори на енергија, нови технологии, мора да поседувате вештини, да ги следите новите технологии, да ги надоградувате вашите вештини. Тоа е се, ви благодарам многу што дојдовте. Благодарам на вас. Тука сме назад со раководител на група за документирање на мрежа во мрежен инжениринг Марко Бирачовски. Кој професор најмногу ти влијаеше во одбирање на професија? Генерално, јас уште во осмолетка ја засакав професијата. Да, дури во осмолетка бев и на надпревар електроника. Професорите тука, искрено, од сите се доби таков некој печаток дека професијата е нешто добро за избор во иднина. Сите си оставија си даваа своја тежина и сите на некој начин помагаат да се насочиме во тој правец. И јас искрено повеќе сакав, главната желба моја беше да бидам офицер. Значи тоа ми беше. Меѓутоа, ето така се поклопија работите во животот да го фатив овој правец и мислам дека не погрешив. Така да уште од осмолетка натака веќе бев насочен кон ова денеска што се. На што највеќе се сеќавате од вашето време во Михајло Пупин? Има многу работи. Сега главно што би го издвоил е дружбата и знаете, некако бевме сплотени. Не го гледам, не знам сега денеска како е, меѓутоа во наше време баш онака имаше другарство, можеше да договараш работи, така да бегаме заедно од часове, например. Да, имаше во тоа време немаше пристап до некои работи како сегаш има. Например, интернет имавме само на практична настава и тоа вклучуваш една веб страна и чека сликата полека се отвара. Така да имавме голема поддршка од професорите од аспект на материјали. Значи тогаш ни носеа книги што ги учеле на факултет, значи сериозни книги кои што да ги купиш беа многу пари. И многу беше поддршката од нивна страна добра за да научиме нешто. Така да монака со кеф доаѓав во училиште, пошто знаеш кога нешто те влече, кога те интересира, си чепкал дома, сега одиш во училиште, има и кој да ти каже што чепкаш уствари. Има кој да ти каже зашто ти удрила струја, што се случило. Така да тоа би го издвоил од тој период. Дали вие сте учествувале во некои надпревари, проекти во вашето време додека сте били ученик? Во основно бев на надпревар електроника, меѓутоа во средно не бев. Во тоа време беа многу поретки тие работи. Имаше повеќе беше фокусот на математика и физика. Имаше другари од клас што одеа на такви надпревари. Практичната настава гледав да видам што е можно повеќе таму, пошто таму можеше да се чепне нешто. Јас сум практичар по природа и сакам да чепнам, па да прочитам, па да чепнам пак да видам што сум чепнал претходно. Така да без разлика мислам што не бев во некои посебни секции и така натака, значи си доаѓав воредно си со професорите, седнав, разговарав, се што ме интересираше и така. Како ја гледате иднината на електроенергетиката во Македонија? Ние сме мала земја. Значи има потрошувачка на електрична енергија. Мислам дека мора се свртиме кон исклучиво сопствено производство. И не мислам тука само сега на тоа што е во фокусот фотоволтаици и така натака,
и има некои проекти како што се Чебрени галиште, каде што хидропотенцијал може да се искористи. А има и едни многу интересни проекти кои што сметам дека би биле доста добри за кај нас, а тоа се мали нуклеарни централи. Да, значи има еден нов концепт во Соединетите Американски држави каде што контейнерски систем е централата. Значи не е некоја бог знае колку голема моќност, меѓутоа се спрема само дополнителниот дел што е околу централата за обслужување на нуклеарниот погон и се носи као контейнерски систем, се поставува и може да напојува сериозен број на домаќинства. Сега тука сме многу слаби од аспект на кадар, затоа што ние реално немаме стручњаци во, односно не знам колку имаме стручњаци во тој дел. Може би има во нуклеарна физика некој нешто да студираме, меѓутоа како инженери баш за производство на електрична енергија на нуклеарен погон немаме. Меѓутоа мислам дека тоа треба да биде повеќе фокус, ветерниците се исто така интересни. Фотоволтаиците малце премногу се даде фокус на нив и мислам дека се направи една грешка со тоа што се дозволи обработливо земјиште да се користи за фотоволтаици. И мислам дека тоа е една од грешките. Башка тука има еден друг момент кој што е се има рок на траење, така? Значи тие панели еден ден ќе треба да се заменат со други и да бидат отпад. Мислам дека во тој дел се уште никој ништо нема смислено што да се прави со тој отпад, а еве веќе поминаа години, каде и да е, ќе почнат да стануваат отпад и што правиме тогаш. Така да мислам дека имаме доволно капацитети што и да одлучиме да направиме сопствено производство доволно да не мора да набавуваме електрична енергија, да бидеме независни, па дури да продаваме. И мислам дека треба во тој правец да се движи. Кој е еден совет кој би го дале на учениците кои сега учат во Михајло Попин? Бидете проактивни. Истражувајте, прашувајте, досаѓајте им на професорите. А во моje време, а верувам дека и сега има што да научите од нив. Значи професорите си го имаат знаењето, истражувајте на интернет, сега имате многу повеќе можности од нас. Посетете го и електрофакултетот. Значи таму има наши ученици од тука што се професори таму. Така да најбитното нешто е да сакате да го работите тоа, значи со љубов, тогаш ќе бидете најдобри, бидете проактивни. Нека не ве мрзи да учите. Сами нас не мрзеше некои работи да ги учиме, па потоа мораше дупло да учиме за да ги постигнеме. И работете. Според вас, дали е поважно знаењето или трудот и упорноста? Едно без друго не може. Меѓутоа, повише мислам дека е битен трудот. Зошто? Човек што има знаење, а нема желба да се потруди, џабе му е знаењето. А човек кој што не знае, дури да речам да одредена работа и не му лежи толку. Ќе вложи повеќе труд, повеќе време, ќе направи повеќе повторување, ќе го научи. Така да едно без друго не може, да бидеме реални. Меѓутоа трудот мислам дека тој дел со проактивноста. Значи убаво е и да ви се отворат најубавите врати во животот, да отидете кај најголемите експерти. Ако вие не сте проактивни, не барате, ќе ви го пренесат само на што мораат, не и она што може да ви го пренесат. И мислам дека во тој дел треба сите да се фокусираат, што сакаат нешто да направат. Во било која област, не само во електроенергетиката. Ако би се вратиле во средно, дали би направиле нешто поинаку? Па освен што ми му крадал 100 кецот на татко ми повеќе. Би одел повеќе преку лето на пракса. Да. Значи летото нели ни праѓаше како и на сите шетање, излегување, дружење и сето тоа е убаво. Меѓутоа од оваа гледна точка може би не би одел на цело работно време или не знам како, или секој ден, меѓутоа дефинитивно добар дел од летниот распуст би си го поминал во некоја компанија која што каде што ќе можам нешто да научам. Затоа што приметив кога отидов на факултет, иако имавме нели предзнаења доста добри тука, ете основна електротехника, физика, споменка да ја споменам професорката, ја обожава професорката, и електрониките, програмирање исто, значи тоа ми беше омилено. Ми недостигаше некој
кој ќе ме менторира. А ако одиш на пракса, обавезно некој ќе те менторира. Значи тогаш има некој кој што ќе ти помогне побрзо да го совладаш материјал. Конкретно, на пример, јас многу сакав програмирање, дури матурата ми беше програма направив за воведување во воена евиденција. Да, со бази на податоци, тогаш Делфи Паскал учевме. И јас сериозно се измачив, затоа што морав сам да ги учам тие така токави 2 книги имаше за Паскал и за Делфи од професорката Даден. Да, она ми помагаше на час. Меѓутоа, дома кога седнеш, треба со сати да поминеш, да ги прочиташ, па да истестираш, па да провериш, а многу полесно ќе ми беше ако бев во некоја програмерска компанија, со некој ментор ќе те насочи, ако ништо друго, ајде сега фокусирај се на овој дел, ајде сега види го овој дел и знаеш, друго е. Плюс ќе ти каже ова можеш убаво вака си го направил, ќе го направиш вака. Затоа и оваа програма што имаме ние кај нас, тренинг програма, значи исто како колегата и јас влегов на тренинг програма, е фантастична. Значи година дена ти имаш еден куп ментори, ротираш на многу места, се запознаш и со луѓето, го преземаш знаењето, ти кажуваат како соодветно да работиш, да бидеш не само добар, туку и оптимален, значи да си оптимизираш сам работата. Така да, дечки, лето, убаво се шетање, ама најдете време да си одите некаде на пракса. Марко, тоа е тоа за денес. Ви благодарам што дојдовте и за нашите гледачи ви благодарам што преседевте уште една епизода од Во фаза. Бидете тука и следниот пат. Благодарам на поканата и драго ми е што после 20 години дојдов во училиште, кое што поминав дел од животот и искрено сум воодушевен колку е напреднато. Во однос на тоа што го оставивме тогаш. Продолжите со добрата работа, ме радува што правите и подкаст и што се трудите. Таа е таа проактивност, значи никој сигурно не би рекол сами сте дошле, така само напред. Благодарам многу. Исто.